Борис Трајковски го имаше во себе златниот универзален клуч, кој ги отвара сите порти. Председателот го знаеше добро познатиот и испробан рецепт, кој вели дека проблемите да се постават врз постулатите на диалог, доверба и толеранција. Се разбира при тоа ставајќи се неретко сами од себе и како влог, и како заложник, и како гаранција на страната на вистината, во спрега со вистинолюбието и со безрезервната преданост на силната верба во човековата вредност, без разлика на неговата национална припадност, политичка ориентација или верска определеност. Таков беше Борис Трајковски. Таков беше човекот кој не знаеше да направи резка дистанца помеѓу особеностите на председателската функција и човековите особености. Ретки се луѓето во светската историја кои доаѓале до врвот на својата државничка кариера, а при тоа знаеле да останат своји, да бидат препознатливи и да останат со истите специфики, вредности и мани какви што ги имале и порано. Без сомнение станува збор за ретка и чиста доблест, имуна на сите можни влијанија и опасности да биде контаминирана со негативните особености на новото време. И тогаш кога се ракуваше со големите светски политичари, и тогаш кога го трошеше секој атом од својата енергија за интензивирање на евроатлантските аспирации на Република Македонија, и тогаш кога неговиот миролюбив дух спречи понатамошна ескалација на конфликтот во 2001 година, и тогаш кога се среќаваше со обичните луѓе, работници и селани, секогаш, апсолутно секогаш Борис остануваше Борис. И токму затоа неговиот лик и дело се етаблираа во меморијата на македонските граѓани, но фатија корени и во добрите спомени на представниците на меѓународната политичка сцена. За таквите луѓе, како што беше Борис Трајковски, велат дека и по смртта живеат вечно. Ако е така, тогаш скромните луѓе кои ја заслужиле својата бесмртност, веројатно и по смртта остануваат скромни. Едно е повеќе од сигурно, да не се случеше тој 25. јуни 1956 година, Македонија и македонската историја ќе беа посиромашни за еден голем човек и политичар, а Струмица ќе беше посиромашна за една гордост помалку. Но за среќа се случи тој ден за да го славиме раѓањето на оној кој ја заслужи почитта од сите нас, но и од сите добри луѓе на светот. И затоа, драги сограѓани и пријатели, дами и господа, дозволете ми од мое и ваше име само едно да кажам. Среќен ти роден ден, Борис. Ти благодариме за се.